Два слайда да не ги заборавиме, професор Тентов. Може ли да ги видиме? Последните два. Последните два. На слайдовите, на првиот слайд се прикажани текстови кои што се од артефакти. Не, ќе ги најдем. Ќе ги видиме слайдовите. Откриени во Македонија. Еден од коментарите беше дека во Македонија нема најдено, но еве дека нема најдено од ова писмо. Добро. Материјал со ова писмо, но еве благодарение на почитувачи, колекционери кои што, да речеме, после нашата презентација и промоција на она што ние го направивме, дојдоа со коментар, па не описменивте, досега ги имавме, не знаевме да ги читаме. Не знаеме да ги прочитаме. Да. Ова е од наше Кокино? Во околината на Кокино, на една плоча над извор, значи дека текстот вели следното, дека водата припаѓа на Богот Во, тој е Богот на водите, вашиот народ да ја пие. Водата која во припаѓа на Богот на водата, тој ја дава, народ ја дава на народот, вашиот народ да си ја пие. На кладенец, на извор. И ми ја пушта да пие. Сега, многу јако. Позитивен проблем, јас велам позитивен, затоа што позитивен проблем е следното. И овој наод, и следниот кој што ќе го презентираме. Ова е во Маријово. Во Маријово се датирани од страна на археолозите дека се стари потекнуваат од 3000-та година пред новата ера. Значи од овде до каменот од Розета имаме 2200 години. Од каменот од Розета до овие артефакти имаме 2800 години. Значи од прилика од денес имаме до овие артефакти 5000 години. Толку е постар од каменот од Розета, 2800 години. Па не сме многу стари ние. Али сме и тогаш биле писмени. Еве го е. Тогаш сме биле писмени. Да, име мој пријател вика на американците државата е стара колку на Делом и Амбарот. Село. Што викаш пред 5000 години па сме биле писмени. Еве овде пред во Маријово, ова е само да речеме интересен момент од еден гердан од каменчиња, од црн гранит. На едно од каменчињата е ова напишано. Најдобрата душа. Тоа Бо што значи? Од десно на лево читаме. Душа. Бо. На и ои. Најголем на небесата. Душата најголема на душите, затоа што на и ои и на крај е множина. На Данаја. Тоа се чита Данаја. На Данаја. А на Гино, потоа имаме еден символ кој што не го откривме на каменот, но кој што го има во хиероглифите. Триаголничето со прешалниците под него, да. И триаголничето со окото внатре. Така. Него го има во хиероглифот за Ананеца, во хиероглифот за Ананеца. И масоните го превзеле после тоа најверојатно, затоа што се оној кој што се гледа, не потекнуваат од нас. Море копирале од нас тие. Тоа допрва треба да се види, но тоа не го тврдиме. Ја на последните 3 може да ги прочитам, тоа значи Бог. Да. Тоа го имате последните, имате 96 пати на се споменува Бог. 3 пати вертикални црти. А тие 3 вертикални црти ги најдуваме во Русија во 10 век, во нивните артефакти руски. Трите вертикални црти руските научници ги озвучуваат со Бога, а ние велиме Бого, бидејќи кај нас се богомили, не се богамили. И... Добро, тие трите цркви, трите цртки, што значат Бога, има ли врска тоа со во име на Отецот, Синот и Светиот Дух, или тоа е потоа тоа извадено? Бого... Затоа што ете во Хераклеја има еден крстилник кој нема на светот таков, каде што некрстените влегувале по 4 басамака и излагаат по 3. И стануваат крстени, ги крстат. Мислам, има некаква конекција? Буквално Бого како поим, значи душа апсолутна, душа возвишена. Тоа значи како поим. А него тоа може ли да го напишат и со 2 знака слогови? Имаме знак за Бо, имаме знак за Го. Имаме придешто Боже. Затоа што кога се пишува Бог, луѓето не смеат да користат знаци кои што ги користат во нивната кореспонденција. И затоа користат
знак, нешто што е различно од нешто што е различно да се обратат кон Бога. И сега на ова овдека може да го видиме. И сега на ова овдека на колку места има по 96 пати има Одгоре три до- вертикални црти. и кои значат кои значат Бого. Еве овдека да кажеме овдека има 3 вертикални црти, така? Да. Бого навео. Еве овдека повторно има 3. Да. 3. Тоа све значи Тука се зборува за во кои храмови, на кои богови да се постави овај каменот од розета, што го викаме, тој обелиск.